Почитуван министер, ве слушав внимателно. Започнавте вака, дека сте одржале состаноци во текот на предоткупот во ноември. Уште еднаш ќе ве информирам, бидејќи како министер треба да знаете дека предоткуп немаше за прв пат оваа година. Значи, она што требало вие да го направите како министер, да овозможите непречено да течи откупот во државата, вие не сте го направиле. За прв пат оваа година вие не сте овозможиле на тутунопроизводителите законски да го предадат тутунот пред време, како што претходните години се вршеше. И затоа вие сте имале состаноци со тутунопроизводителите, бидејќи ако било се во ред, немало да има потреба од тие состаноци. Имаше протести, не само состаноци. Вие кажавте, наведовте датуми кога сте се видели, да, точно е, се видовте, но никакво решение не произлезе од тие состаноци кои вие ги имавте. Апсолутно непродуктивни. Никаков проблем не му решивте вие на тутунарите на тие состаноци. Освен што после тие состаноци се случуваше невидена тортура, невиден притисок врз луѓето кои учествуваа на тие состаноци. Врз луѓето од иницијативниот одбор кои за волја на вистината, еве сите не гледаат, јавна е ова комисија. Абе, фиран ги направивте од притисоци од дома, не може луѓето да излезат. Ги следеја ваши партиски послушници. Ви кажувам, вие можете, почитуван министер, да се смеете, но ви кажувам дека луѓето се следени, страф му е да излезат од дома со разни закани. Де толку многу. Затоа ја одбија и средбата, понудената рака, која претходно, ако сте чесен, треба да кажете дека и сами побараја. Луѓето од иницијативниот одбор се обратија до лидерите на сите политички партии во Република Македонија и побараја решавање на нивниот проблем. Единствен кој се одважи и одма упати апел дека прифаќа средба со тутунопроизводителите и покана да се види е председателот на мојата партија ВМРО-ДПМН, господинот Христијан Мицкоски. Вашите притисоци направија да луѓето од иницијативниот одбор се поделат, се раскараат, па да му се наметне дека од едниот братот бил вработен, па бил унапреден, или син му ќе се вработел од другиот, ги направивте луѓето парче. А тие се честни тутунопроизводители што си побараја исплата, реална исплата, реална проценка на нивната мака, на нивната пот. Ништо друго. И ден денеска го прават тоа. И единствено што бараат од нас, од вас, е зголемување на субвенциите за оваа година и укинување на увозот на тутун. Зборувам за оваа година. А дополнително треба да се седне, како одговорен министер, треба да седнете и да договорите откупот на в година, производството на наредната година да течи непречено. Започнувајќи од склучувањето на договори, кој треба да почне сега, забрзо, па понатаму целокупното производство и нормално на крајот како финале откупот на тутунот по некоја реална цена, а не како годинава по 100, 120, 130 денари. Вие ме демантиравте дека сум рекол 160 денари, близу ја реков околу 160 денари е просечната цена на откупот. Сега ме коригира, ми кажа најнова информација дека до вчера информацијата била 164 денари, вие рековте 165 денари, но тие 2-3 денари разлика не менуваат многу во реалната слика дека откупот годинава, тутунот годинава се откупува по катастрофални ниски цени. И затоа уште еднаш ќе потенцирам. Прекуглава с немудојдени со меѓусебните препирања, меѓусебните овде докажувања, собирање на дневно-политички поени, прекуглава с немудојдени на овие што не гледаат на ТВ екраните, на тутунопроизводителите кои па имаат мака, не можат леп и млеко да му купат на децата, бе. И ние сега кажуваме дали биле 162, 164 денари, а реално ви кажувам, дојдете со мене, жалам,
што како министер не ги викнавте представниците на опозицијата, на опозиционите политички партии кои гравитираат во тој реон каде што бевте на посета во Прилеп, да дојдеме заеднички на состанок, заеднички да видиме, ние можеме само да ви помогнеме. Да ја видиме заеднички реалната слика. Оваа година што се случува, и еве ви понудувам, заедно да појдеме еве во село Канатларци Прилепско, во село Црнилиште во општина Долнени, во село Дебрешт општина Долнени, па да видите таму дали е вистина ова што го зборувам дека се откупува тутунот по 100, 120, 130 денари, мизерни 130 денари по килограм тутун. А ова информација што вие треба да се застрамите да кажувате овде дека луѓе умирале по затворите, па луѓе умираат секојдневно од се и се што. Умираат луѓе и во сообраќајни несреќи од болест, изумреа луѓе, еден куп луѓе од COVID-19. Ја ви кажувам конкретен случај што ми беше Сабаљево кога идев овдека. Сретнав еден жител од село Дебриште и ми вика: пратениче, само ти зборуваш за проблемите за маката на тутунарите во парламентот, кажи му дека пред 4 дена на откупен пункт во село Дебриште почина човек бидејќи му се ценеше катастрофално тутунот. Проверете ја информацијата. Она го кажав само како да ви потенцирам како реална слика што се случува на откупните центри. Му се закануваат партиски послушници, функционери дека нема да му се откупи тутунот. И сега луѓето зашто гледаат само да го предадат да не му остане годинава да му скапи. Уште еднаш ви кажувам, го премолчивте тоа. И вие самиот климавте со главата, потврдивте дека имате сознание дека луѓе што не садат тутун, што не се тутунопроизводители, склучиле договор со откупните предпријатија. Зошто тоа не го санкционирате? Зошто овде одговорница тоа не го кажувате? Кои се тие ваши информации? И јас имам такви информации за конкретно луѓе што имаат договор на повеќе од 30 тони тутун, а не произведува ни килограм. Зошто тоа го премолчувате? Можеме до Сабаљева када се докажуваме кој е во право, но една е вистината. Годинава откупната цена на тутунот е премногу ниска. Нема да ги задоволи потребите на граѓаните, на тутунопроизводителите да заработат нешто, бидејќи е еквивалентна на производствената, откупната цена е еднаква со производствената цена. Во таа состојба владата уште еднаш ќе потенцирам. Има обврска, значи мора да реагира со обештетување на тутунопроизводителите. А дополнителен проблем и дополнителна ваша вина е што тоа е предизвикано со новиот закон кој го гласавте тука со увоз на тутун од странство. Ние мораме, уште еднаш ќе потенцирам, мораме да го заштитиме домашното производство, домашниот тутунопроизводител. А не да дозволуваме овде да ги штитиме некои профитери што не влегле, не знаат нива така, не немаат појма како се произведува тутун, а имал договор на 30 тони тутун. А луѓе што имаат произведено 5-6 тони тутун, а годинава му родила нивата 8-9 тони или 7,5 тони или 7 тони, што имаат вишок од 1000 килограми, 1500 килограми, сега му правите проблем, не може да го откупи државата вишокот на тутун. И она што го кажавте со тутунски комбинат Прилеп дека е решен проблемот. Вчера имаше протест во Струмица, во града Шарци, воопшто не е решен проблемот. На луѓето му бараат, за ваша информација, 100 денари за картони. Луѓе треба откупната компанија да му обезбеди картони, не му ги обезбедува. На црно вашите профитери кои се блиски до власта му нудат картони по 100 денари. Еве и оваа информација, ако не ја знаете како министер, треба да ја знаете. Проверете, лесно е проверлива и е апсолутно точна и стојам за тоа, дека е точна. Зборувам за откупувачот Далија, каде што требаше да го преземи тутунски комбинат. Имаше договор и кажа министерот дека е завршена работа, кажувам дека не е завршена работа. И нема, уште кажано, од каде пари на тутунски комбинат, како државата, врз која основа му префрлила пари на тутунскиот комбинат. Добро, кажете, колку средства се префрлени, дали се префрлени средствата? Бидејќи тој откуп на тутун не е уште почнат. Луѓето мачат, молат да му биде откупен. И имаше протест.
Затоа вие кажувате неточни информации, да не речам лажите. Ви благодарам.